Целта за посетување на дечињата овде во Дојран беше да се стави акцент на хигиената, на исхраната на децата, за да имаат здрави запчиња и редовна посета кај стоматолог. Значи, ова на некој начин треба да биде и апел до родителите да се внимава на чистотата и предсодржувањето на хигиената кај дечињата пред се оралната. Првенствено, оралната хигиена е најважна за здравието, општото здравие на децата и од големо влијание е во почетокот, уште во првите години од животот, децата да ги стекнат навиките на одржување на орална хигиена. Исто така и исхраната е мощно значајна за квалитетот на забите, исхрана богата со витамини и минерали и избегнување на сладки. Што покажа праксата? Се внимава на тој аспект? Вие како лекар? На хигиената да. Би рекла дека на хигиената се повеќе се внимава, меѓутоа на исхраната нешто сакаме повеќе внимание да се обрне и на тоа. Јавната општинска установа Детската градинка Кокиче Дојран е секогаш отворена за активности од тој аспект. Ова не е втора година, значи заедно со Полидент и многу сум среќна, поради тоа што уште од најрана возраст е битна хигиената на културата, значи пред се децата, за утре за да имат здрави заби. Секој сме отворени, значи многу е битно градинка не може да биде затворена. Значи фактот дека треба да биде отворен, од отворен карактер и да бидеме многу поблиско до тоа што надвор се случува. И во овој блок информации кои што се поврзани со детската заштита, информацијата од Валандово, каде што локалната власт, односно општина Валандово, заедно со градинката Калинка, склучија меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе. Целта на склучениот меморандум за соработка е градење партнерство за спроведување конкретни проектни активности и реализирање на взаемни проекти во сферата на образовниот, економскиот, социокултурниот и општествен живот за остварување на заедничките цели во интерес на децата, младите и граѓаните од општина Валандово, се вели во официјалната информација. А на социјалните мрежи се појави видео каде осудениците во Струмичкиот затвор се поигруваат со екс-началникот на Кочанската полиција. Првиот човек на установата, Борче Цветков, не информираше дека затвореникот кој ја направил видеоснимката нелегално го поседувал телефонот во затворот. По констатација и верификација на настанот, биле донесени дисциплински постапки и според правилникот на установата била изречена и соодветна казна. Ова не началник е, сега јас сум началник тука. Не, Рајка, остај метлот. Остај Рајка, не, остај. Не сти наред, началниче, земи. Остај метлата, не. Треба земе за Ова е видеозаписот направен во една од затворските простории во Струмичкиот затвор, каде јасно се гледа како еден од осудениците му се подсмеваат и му наредуваат од друг затвореник да ја мете просторијата со метла. Синоќа после 21 часот на социјалните мрежи на повеќе профили беше објавена видеоснимка од затворот во Струмица, каде казна затвор издржува и поранешниот началник на полициската станица од Кучани, Ванчо Тодоровски, и е во преден план на видеозаписот. Во казнено-поправните домови и затвори со закон е забрането внесување на телефонски апарати. Видеото е направено токму од телефон, а како е внесен истиот било расчистено синоќа по пројавувањето на видеото од страна на раководните структури на казнено-поправната установа од Струмица. Првиот човек на установата, Борче Цветков, не информираше дека затвореникот кој ја направил видеоснимката нелегално го поседувал телефонот во затворот. По констатацијата и верификацијата на настанот биле донесени дисциплински постапки и според правилникот на установата било изречена и соодветна казна. Во Струмичкиот затвор има и лица од Кочани кои одлежуваат затворската казна и по информацијата дека токму екс-началникот од Кочани ќе биде меѓу нив, се појавиле и првите реакции. Инаку екс-началникот Ванчо Тодоровски е осуден на злоупотреба за службена положба и овластување и изнудување.
Во периодот од 2006 до 2011 година, Тодоровски, искористувајќи ја својата службена положба, повеќе пати изнудувал печалбар од Италија да му испраќа парични средства во износ од 100 и 200 евра, како и подароци поради простување на наводно констатирани сообраќајни прекршоци. Истиот е разоткриен во полициската акција Детонатор.